Република Македонија независно од се може да се пофали со добра меѓуетничка стабилност, со добри односи помеѓу етничките заедници и во таа смисла, имајќи ја предвид таа голема слика, треба да ги градиме односите во иднината. Уште повеќе што мораме да признаеме дека оваа држава 20 години од стекнувањето на независноста до денес поминувала низ разни периоди кога била доведувана во искушение стабилноста на државата, особено на меѓуетнички план, меѓутоа сите политички партии, сите лидери сметам дека во одреден временски период успеале да се издигнат на ситуацијата и да го земат предвид интересот на народот. Зошто на жарчето не реагиравте туку на пожарот? За 24 часа ги смиривте страстите? Сметам дека генерално прашањето поврзано со страстите е релативно, заради тоа што треба да видиме од каде доаѓа почетокот. Значи, кога беше почетокот, па врз основа на сето тоа да правиме временска разлика. Почетокот не е векчен. Почетокот се и фудбалските надпревари, и химната. Генерално, Република Македонија е во фаза во која имаме патриотски, условно речено, изблици на патриотизам во различни сфери, и тоа можеме да гледаме дека е резултат на различни причини. Меѓутоа, она што сметам дека е суштина од аспект на делувањето на политичките партии е што генерално земено, иако може би изгледа грубо, сметам дека во одреден дел, иако не целосно и не од страна на сите представници на опозицијата, успесите на македонската кошаркарска репрезентација, на ракометарите и на другите спортисти кои што со себе го носат оној патриотски занес или патриотски набој во служба на татковината, беше во одредена мера имаше обиди истиот да се спречи. Зошто сметам дека е тоа така? Не заради тоа што имаше свесна политичка намера, како што некој сака да каже, туку првенствено како резултат на фактот што оваа политичка состојба во која што е доведен македонскиот народ е резултат на потребата од себе докажување и потврда на сопствениот идентитет. Уметниците тоа го прават во уметноста, спортистите го прават во спортот, политичарите го прават во политиката. И оттаму сметам дека е сосема нормално да оставиме оваа фаза од развојот на македонското општество да помогне, заради тоа што како резултат на надворешни фактори поврзани со нечленувањето во НАТО, блокадата, постојаното негирање македонскиот национален идентитет, позициите на владата контра целокупната меѓународна околност, влијаеше овој период македонските граѓани да имаат изворна потреба да се потврдат, да се докажат како личности кои што сака да го заштитат сопствениот идентитет. И во тоа светло гледам целова ситуација и само би додал уште нешто, особено е важно од аспект на политичка елита, од аспект на јавен живот, од аспект на генерално македонското општество, да се обидеме во рамките на она што се нарекува демократска вредност, да го канализираме она што се нарекува желба за докажување на сопствената припадност. Линијата на она кој што го кажа претходно колегата Груби, поврзана со создавањето на меѓуетнички тензии и наводно полусивите политички разговори за креирани инциденти во Република Македонија, повторно доаѓаат до израз. Сега сметам дека не е време да бараме причини, да бараме поводи и да бараме виновници. Поентата во Република Македонија како повторно работи да се вратат во колосек таму каде што беа. И не е воопшто точно во однос на во жарот на оваа политичка дебата дека премиерот на Република Македонија не излезе со став во однос на последните случаи. Впрочем, за време на посетата во Турција јасно се произнесе во однос на тоа каде треба да се движи Република Македонија и какви треба да односите помеѓу христијаните и муслиманите, помеѓу македонците и останатите етнички заедници во државата. И сметам дека исто така не треба да ги броиме граѓаните кој е повеќе, кој е помалку. На крајот на криштата, суштината на се е работите да се вратат и верувам дека се враќаат онаму каде што беа и без при тоа да бараме од некој да се извини, од друг да се огради, од трет да ги да преземе активност која што не е во контекст на неговата служба. Правната држава има механизми, политичките партии, тоа убаво беше кажано на Комитетот за односи меѓу заедниците, не треба да придонесуваат во насока на подгрејана ситуацијата, беа спомнати медиумите, невладиниот сектор, ајде да видиме како функционира правната држава. Мислам дека и тоа е на самиот почеток го кажав, не би сакал да навлегувам во мотивите на секој, меѓутоа факт е дека Република Македонија како држава се соочува со голем број на проблеми и од тој аспект не би навлегувал во намерите на соседни, на други држави и така натаму, меѓутоа она што го знам и што сметам дека е константна, дека стратешките сојузници на Република Македонија, тоа професорот добро го елаборираше,
имаат принципиелен став во однос на едината на Западниот Балкан. Република Македонија како дел од тој регион има своји амбиции кои што се поддржани од страна сите политички партии. Интеграцијата во НАТО и Европската унија е наш стратешки приоритет. Градењето на меѓуетничките односи со малиот силаци сметам дека успешно се развива и во таа насока треба да ги гледаме. И како успешно се развива кога нема индикации дека ќе решиме спорот дека во Чикаго може да бидеме примени. Иако на Фатмир Бесими е оптимистичка дека со ФИРОМ можеме да аплицираме сега. Значи, спорот помеѓу Република Македонија и Република Грција околу членството во НАТО има таква природа каква што има и сметам дека повеќе пати тоа јавно е кажано дека толку долг спор кој што трае толку долго време не секогаш има начин, има средства да се надмине за толку краток период. И само да докажам, уверен сум дека единствено преку воспоставување на состојба во која што во однос на македонско-грчките односи имаме инфлација на лоши вести, односно надминување на оваа состојба на инфлација на лоши вести и воспоставување на одреден баланс во билатералните односи помеѓу двете држави, контактите на мултилатерален план, може да придонесе во насока на надминување спорот. Лоши вести? Па доколку ја следиме целокупната политичка околина, да речеме во Република Грција, поврзани со приликите во Република Македонија и одредени други состојби внатре во грчкото општество во однос на македонската држава, сметам дека често пати дава за право политичките лидери многу повеќе да се водат од она што значи резултат на следните избори, не од она што е иднина на грчката држава. Ванчо Михајлов пред еден век со тезата Македонија, Швајцарија на Балканот заговараше таа теза, знаеме кон кое крило припаѓа Михајлов. Што е лошо да биде Швајцарија? Сепак, мислам дека тука е многу важно да се спомене контекстот во кој што беше кажана тезата. Тоа беше во предвечер на претходните парламентарни избори на кои што ВМРО-ДПМНЕ повторно победи. И во односно во период на конституирањето на власта, кога имаше разни сценарија за создавање на политичко мнозинство наспроти ВМРО-ДПМНЕ кој што имаше мнозинството на македонскиот народ. Ја во тоа светло гледам таа теза и мило ми е што колегата од СДСМ не се согласува со неа, што значи дека тргаме на страна. Тоа е едниот момент. И другиот момент во однос на спомнавте институционалниот начин на решање на сите недоразбирања. Ја мислам дека од денешен аспект, водејќи сметка за одговорноста на политичарите и сите други кон општеството, е особено важно како модел да се земе последната седница на Комитетот за односи меѓу заедниците, кај што сите релевантни политички партии од власт и од опозицијата застанаа во одбрана на правната држава и во она што се нарекува наследство како резултат на рамковниот договор и градењето на меѓуетничките односи. Од друга страна, ги имавме и водачите на верските заедници, ги имавме сите оние други релевантни фактори кои што застанаа во одбрана на она што се нарекува вредности на со животот во Република Македонија. Тоа сметам дека е примерот кој што треба да го спомнуваме, но исто така не треба да забораваме дека се уште постојат поединци кои што многу лесно можат себе се дојдат во ситуација да го нарушат меѓуетничкиот соживот во Република Македонија и како што каже еден од колегите, представник на албанска партија, правната држава треба да удри силно за да се свати конечно во оваа држава дека постојат вредности кои што се фундамент на македонското општество и со тие вредности не сме никој да си. На рамката на соката во која што се движи вашата дискусија се согласувам. Меѓутоа, да се укажува на фактот за моноетичноста на спортот во Република Македонија е малку претерана констатација, заради тоа што го имам искуството да речем со македонската фудбалска репрезентација, со начинот на кој што работи да речем фудбалската федерација, сметам дека тука имаше голем број на албански наградени спортисти. Значи проблемот едноставно во однос на македонската кошарка и македонскиот ракомет е што по дефиниција како резултат на различни околности нашите сограѓани албанци не инвестираат многу во овие два спортови, претпоставувам имаат некои други интереси. Јас се надевам дека вложувањата, ангажманот, после успесите на македонската кошаркарска репрезентација и на нашите сонародници албанци, турци, власи и да не ги набројувам сите одуставот, ќе бидат мотив да имаме нови ракометари, нови кошаркари и тие да бидат дел од македонската репрезентација. И уште нешто би сакал да ви кажам. Значи, сметам дека значи со сета задршка дека станува збор за пароли од страна македонските навијачи кои што во одредени ситуации кои што заслужуваат осуда, независно од кој фудбалски клуб или друг клуб доаѓаат. Меѓутоа, да бидеме реални, да го погледнеме европскиот културен контекст, културолошки контекст. Сме гледали утакмици и во Обединетото кралство, и во Германија, и во Шпанија, и во Република Македонија. Таков е културолошкиот контекст на навивањето на европскиот континент. Ние можеме да се согласуваме или да не се согласуваме. Јас ги паметам острите дебати, острите спорови од 90-тите години помеѓу комитите и шкембарите, помеѓу Скопје, помеѓу Битола. Општеството, развојот на општеството, културолошкиот контекст ги однесе тие ветришта. Веќе тоа ниво на спорење е помалку изразено. Значи, да оставиме процесите да се одвиваат во одредена насока и правната држава да действува така како што треба. На крај само би излекол еден
дел од тезата на колегата. Начинот, значи, и тоа сметам дека во претходната дискусија добро го објаснивме, културолошкиот аспект на навивањето и така натаму не смееме да го користиме како аргумент за да градиме теза за невтемелен национализам, етноцентризам и така натаму. И од ова теза само би сакал да ја трнам на страна. Она кое што не можам да разберам како не се разбира се уште дека Република Македонија е доведена во ваква ситуација како резултат на фактот, особено после 2008 година, невлегувањето во НАТО, спорот со Грција, блокадата од страна на Република Грција, негирањето на националниот идентитет. Изворна потреба е на луѓето да го потврдат сопствениот идентитет. Ние сме сведоци на милион примери како уметници на меѓународен план ја бранат Република Македонија го потврдуваат својот идентитет. Гледаме спортистите на кој начин го бранат македонскиот национален идентитет и се потврдуваат како спортисти. Гледаме како нацијата слави. И не смееме таквите процеси да ги стопираме заради тоа што тоа представува изблик на еден народ кој што е доведен во состојба каква што е доведен. Меѓутоа тука во вториот дел се согласувам со вас, задача е на политичарите да го изведат народот на прав пат, на начин на кој што треба да се извлече. Меѓутоа во суштина прашањето поврзано со спорот со името е такво што Република Македонија треба да изигра премногу филигрански. Од една страна имаме националната цел за членство во НАТО, од друга страна го имаме сочувувањето на македонското име и идентитет. Значи не станува збор за едноставно прашање кој што може да резултира со така едноставни решенија како што често пати ние ги предлагаме. Особено важно во период што следи, но и секогаш генерално од политичките, општествените, интелектуалните елити во Република Македонија да се манифестира позитивна тенденција поврзана со развојот на меѓуетничките и меѓурелигиските односи во Република Македонија. И ве молам уште една теза, сметам дека е важно да престане оној магичен круг во потрага по виновници, извинувања и така натаму. Република Македонија е држава со систем и со организација на власт која што е еквивалент на демократските држави. Треба институциите да си го работат своето и конечно граѓаните на Република Македонија да се издигнат на целокупната ситуација и да остават оние културолошки контексти да се развијат таму кај што треба.